би рекол, приоритетни точки, да се елиминираат одредени влијанија на надворешен фактор, за да може да биде што е можно потранспарентно и што е можно почесно. Јас го поздравувам ваквиот начин на решавање на овој проблем, заради тоа што луѓето стварно имаат сериозен проблем, но објаснувањето дека се објективни причини не помага многу на самиот процес на носење ова законско решение. Ова значи дека ние утре можеме да правиме одредена законска измена и други работи кои што на овој начин, односно документи, сертификати и обврски од државниот апарат што се прибавуваат на начин преку електронски пат, можеме да доеме тука и да кажеме не, сега ќе го менуваме, ќе се добиваат по таков пат, заради тоа што имаме објективни причини. Верувам дека заслужуваме да знаеме кои се тие објективни причини. Инсистирам да го знаеме тоа. Ако има објективни причини, ајде да им кажеме на граѓаните кои се тие објективни причини. Затоа што утре може и некои други документи да ги прибавуваме, односно да го менуваме законот и да кажеме не, сега нема да биде електронски, сега ќе биде на поинаков начин, затоа што имаме објективни причини. Треба да се знаат тие објективни причини. Благодарам. Повелете, имате реплика? За збор